почитувани представници на медиумите, почитуван министре Димитров. Најнапред дозволете да ви се заблагодарам за присуството и чест ми е денеска што со министерот Димитров ќе представиме една нова иницијатива како влада која е директно врзана со Преспанскиот договор и одблокираната Евроатлантска агенда. Што за нас значи Преспанскиот договор? Најповикавана личност секако да зборува за тоа е министерот Димитров, кој ги водеше преговорите и кој го потпиша договорот. Нашиот меѓународен и демократски исчекор се случи во еден крајно деликатен момент за регионот и испрати порака дека промените се можни и остварливи кога за тоа постои цврста волја и одлука. Од почетокот знаевме дека покрај внатрешната квалитативна промена и сеопфатните реформи ќе треба во битно да ги поправиме односите со нашите соседи. Правејќи јасна дистинкција меѓу политиката и антиполитиката, со материјалот кој другите градеат зидови, ние изградивме мостови. Договорот од Преспа означи премостување на нашите готово 30 годишни недоразбирања. Преспа, како географски регион, обединува 3 држави, 3 нации, различни етнички групи, јазици, традиции и култури. Нејзиното богатство од различности ги обединуваат исклучително природни богатства и културно-историско наследство. Имајќи го сето тоа во предвид, токму Европската Унија го најави и проектот ЕУ за Преспа, финансиран доминантно од Европската Унија и со удел на нашата држава, Грција и Албанија. За таа цел, во септември минатата година, владата формираше работна група за поддршка на Преспанскиот регион, во кој членуваат заменик министерот за надворешни работи, представници на секретаријатот за европски прашања, Министерството за животна средина, локална самоуправа, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието, советници двајца од кабинетот на претседателот на владата, а честа да ја водам таа работна група ми припадна мене. Вкупната сума на тој проект од Европската Унија е 18 милиони евра и средства кои ќе бидат обезбедени преку фондот ИПА-3 во 2021. Целта на проектот е да му понуди на регионот долгорочна и одржлива економска перспектива, а со тоа и задржување на младите во самиот регион. Би сакал да нагласам дека проектот е разработен заеднички меѓу институциите на државата, делегацијата и се разбира со општината Ресен и огромно учество на невладиниот сектор кои учествува низ целиот тој процес. Што представува тој проект? Ке напоменам само дел од активностите кои ќе ги има во периодот. Подобрување на квалитетот на живот на локалното население, преку изградба на нова мрежа на водоснабдување и собирање на отпадни води, како и управување со цврстиот отпад од селата околу Преспанското езеро, промоција на одржлив туризам, бициклистички стази околу езерото, намалена стапка на невработеност, особено кај младите, жените и другите групи. Тука апсолутно спаѓа Маркова нога, граничниот премин, кој ќе биде изграден со поддршка на ЕУ со сите елементи и стандарди на Европската Унија, а дополнително проектот во себе ја вклучува и прекуграничната соработка, која е многу вредна димензија, како во рамките на зголемената соработка со нашите соседи, така и во контекст на Европската Унија. За да биде сликата потполна во делот од овој проект, како влада, во соработка и со дел од граѓанскиот сектор, потекна иницијатива за градење на еден мултимедијален центар, кој примарно ќе биде поддржан од владата. Нашата визија како ќе изгледа центарот, или барем за да добиеме слика во просторот како тоа, проектот ќе го представи архитектката Ивана Белчева покасно. А она што денес сакаме да кажеме е дека со Преспанскиот договор и демократскиот исчекор успеавме да ја вратиме меѓународната поддршка и изгубениот кредибилитет. Посакувајќи да го искористиме тој моментум, се појави идејата за основање на форум кој ќе се врзува за нашата држава и ќе биде резултат на сето она што го постигнавме изминативе 3 години.
го нарековме Преспа форум за диалог и би го сместиле токму во тој мултимедијален центар. Ако Словенија е позната по Бледскиот форум, Хрватска по форумот од Дубровник, Швајцарија по форумот Давос, Германија по Минхенската конференција за безбедност, веруваме дека Република Северна Македонија ќе биде препознатлива по Преспа форумот за диалог, кој ќе биде идентитет и бренд исклучиво на нашата држава. Планот е традиционално секој 17 јуни, кога е потпишан Преспанскиот договор, да се организира форум за диалог и соработка на кој би го поканиле голем број на светски и регионални државници и јавни личности. Затоа следните месеци, после изборите, ќе ги дефинираме деталите согласно одлуката која новата влада после тоа ќе ја носи, а во тоа секако голема улога и координација ќе има Министерството за надворешни работи. Центарот, се разбира, не е само за Преспа форум за диалог, тој би бил функционален преку целата година, за да може невладини организации, медиуми, стопански комори и многу други чинители во општеството да можат да ги користат тие простории за активности, иницијативи, идеи за развој на Преспанскиот регион. Практично би бил дом за сите овие што ги споменав погоре. Јас тука би завршил и би ја повикал архитектката Белчева, која е ентузијаст, љубител на Преспа и влюбеник на Преспа, за да ни ја долови атмосферата како тоа би можело да изгледа. Благодарам.